Значи имаме поднесено, кога зборуваме за говор на омраза и закани, преку 110 пријави во последниве 2 години до МВР и основните јавни обвинителства на територија на државата. Добиени се 8 мислења исто така за прекршување на етичкиот кодекс од страна на новинарите, кој што е утврден на страна на Советот за етика во медиуми, при известување за ЛГБТ теми. И како организација, тоа што го спомнавте, нели, во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација има утврдено во 34 наши представки дискриминација врз основ на сексуална ориентација и родов идентитет. Комисијата е преплавена, нели, за жал од представки, меѓутоа за жал, викам, заради тоа што, нели, дискриминацијата очигледно е преприсутна во нашето општество, меѓутоа има еден позитивен момент поради тоа што порано зборувавме дека постои дискриминација, меѓутоа немавме никакви бројки. Сега гледаме, имаме институција која што реагира и гледаме дека дискриминацијата и како е присутна кај нас. Поради тоа што комисијата има премногу очигледно случаи, ние одбравме самостојно 5 случаи кои во моментов се судски предмети. Од тие 34 кои што ги имаме добиено, си уште немаме никаква разврска на ниеден од случаите, ќе видиме во следниот период. Она што ни беше значајно кога се формираше Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, сакавме да ја тестираме нивната работа, знаејќи дека дискриминацијата најмногу кај нас ја трпат маргинализираните групи. Праксата со претходните состави на комисијата покажуваше дека дискриминација нема, заради тоа што не утврдуваа, освен во случајот на Груевски, кој подоцна, нели, побара азил, а председателот на таа комисија во тој момент, ако не се лажам, кој што ја водеше и го водеше и случајот на Никола Груевски, беше награден со друго раководно место како успех на ова претходното, што имаше еден случај на дискриминација на човек кој што воопшто не беше на маргините, туку беше, знаеме каде беше, на врвот. Во контекст на она што сме денес, главно представките се за вознемирувачки говори дискриминација сторена на социјалните медиуми, нешто за што одговорни се и медиумите, бидејќи често даваат простор за говорот на омраза и дезинформациите. Го забележуваме и моментот на неотстранување на коментари со вознемирувачка содржина, која вклучува не само говор на омраза, туку детален опис за убивање и мачење на ЛГБТ луѓето, кое со денешниот протест се надевам исто така дека нема да резултира со дела од омраза. Она што го имаме исто така како проблем во утврдување на вознемирувачки говори, дезинформации во новинарските текстови и објави од страна на медиуми се кога имаме извадоци од текстови кои целно се пребарувани да бидат дискриминирачки, заради тоа што, нели, ние во лавина на информации на Google можеме и да се најдеме некој конкретен текст кој што ќе биде дискриминирачки. И сега имаме некој наводен стручен текст кој што е полн со омраза и кај нас во нашиот контекст се пренесува како научен факт од представник на одредена професија. Кога го пријавуваме лицето или медиумот, она на кое се представува како објавувачот уствари сака да се представи како невин и дека тој само споделил научен текст или став на некој интелектуалец од некаде. Во вакви ситуации важно е да расчистиме и да посочиме одговорноста дека доколку јас решам да продолжам да ширам дискриминаторски текст преку моја објава, јас носам одговорност. Важно е да се држиме исто така во рамки на она што го вели науката, да не отстапуваме од тоа и да внимаваме да ги почитуваме човековите права. Толку едноставно, меѓутоа некако кога да не сакаме да прифатиме дека уствари едноставно. Искуството ни покажува дека институциите немаат капацитет да постапуваат во однос на говорот на омраза, селективни се, дури кога станува збор за брутални закани по живот каде се опишува начинот на кој личноста ќе биде убиена. И тука имаме секако надоврзување на голем број луѓе кои што го охрабруваат таквото дело. Како јас ја разберам пораката која ни ја праќаат институциите е дека пријавите кои се поднесуваат и постапувањето по нив оди по нарачка.
заради тоа што за ист тип на закани ретко знаат и да постапат. И тука не се само маргинализираните групи засегнати, имаме поднесувано пријави за закани кон жени политичарки и тие пријави беа отфрлувани со зборовите дека нема место за постапување и дека не е утврдена реална опасност. Иако во многу од пријавите без воопшто да направат разговор со лицето е донесена одлуката, иако доаѓање до лицето не било воопшто тешко заради тоа што имаме луѓе кои што се реални профили, градот е мал, знаеме од прилика и каде живеат, едноставно институциите воопшто не се ни трудат да дојдат до нив за да проценат дали има некаков ризик и реална закана.